Дождот ги згасна депониите кои ја трујат струга, но кај Стружани се уште пламти. Со месеци дишат отров, градот се гуши во чати неподнослива миризба, а надлежните не превземаат ништо. На граѓаните им е преку нос. Од идниот градоначалник очекуваат да не бистри политики, туку да се зафати со реалните проблеми кои секојдневното живење им го претвора во пекол. Време е велат струга да се крене на нозе. Потребно е нормално, меѓутоа никаде ја нема струга. Стружани се во илегала. Дишиме на шкарги. Одвратен воздух дишиме, немаме вода. Ова е лудило. Секоја ноќ отвори пенџера, врата се осеќа и внатре миризбава. Немојме да дишиме, па не може да правиме каде ој мај каде. Каде ние што сме од астма, многу тешко е. И немам како да речам, не знам. Саде болеси, саде кашлица, саде никако ич. Криминалска работа овај. Натре смрдит како гума да имаш запалено дома. Значи ова е стварно нешто невозможно што се дешава во Струга со години. Општината има обврска да превземе мерки, да ги открие потенцијалните извори на загадување и тоа согласно закон треба да го направи. Така постапува општина водена од одговорни луѓе, велат граѓанските активисти. Сите заедно живееме во страв што вдишуваме. И тоа не е само непријатен мирис, тоа се практично отрови кои сериозно го загрозуваат нашето здравје. Нашата порака е јасна, доволно е. Струга заслужува чист воздух, а не труење и молк. Ние како граѓани нема да престанеме да бараме одговори и конкретни чекори. Време е за акција и тоа веднаш. Покрај депониите кои никнуваат и секојдневно се палат, главен загадувач е депонијата која 20 години ги труе граѓаните, а представува една од најопасните нестандардни диви депонии во државата. Откако цели 4 години судовите се прогласуваа за ненадлежни и го шетаа предметот за на крај да ја отфрла тужбата против Министерството за животна средина, општина Струга и јавното претпријатие Комунално, младите правници одлучија правдата да ја бараат во Страсбур. Европскиот суд за човекови права ја прифати апликацијата и ќе расправа за еден од најголемите еколошки и здравствени проблеми во Струга. Инаку, според укажувањата на советниците од ВМРО-ДПМН, над 1 милион евра народни пари потрошила општината за одржување на дивата депонија, ама само на хартија. Оваа огромна сума се однесува на 8 годишен период. Згора на тоа, сите населени места кои гравитираат во околината на Струга за одлагање на сметот на депонијата годишно плаќаат сериозна сума илјадници евра, која не е прикажана во приходите од буџетот на општината. Депонијата беше главно ветување на Мерко во битката за сите 4 градоначалнички мандати, вклучувајќи го и последниот кој сега утурка.